секогаш и во вечни векови. О мир да се помолиме на Господа. Господи, помилуй. За мир от небото и за спасение на нашите души. Да се помолиме на Господа. Помина речиси 60 денови откако го направив документарниот запис за славнодебрдското село Оровник, а воедно и за 6 цркви и манастири од селото Оровник и за манастирската слава посветена на Света Петка, која секоја година оровчани ја празнуваат првиот петок веднаш по Великден, кога начално со Милче Јосифовски, првиот меѓу еднаквите членови на 6 цркви и манастири од селото Оровник, се договоривме да направам документарен запис и за манастирскиот комплекс Света Петка Римјанка, чија светица воедно е заштитник на селото Оровник за патрониот празник на манастирот Света Петка Летна ова 2023 Господово лето. За честното свештенство во Христа дјаконство, за сиот хлиб и за сите луѓе. Почитувани мои, на сам ден на православниот празник на апостолите Свети Петар и Свети Павле, меѓународот попознат како Петров ден, ова 2023 Господово лето, во утринските сати ми зазвони мојот телефон и кога од другата страна на телефонскиот апарат го слушнав и препознав гласот на Милче Јосифовски, кој ми велеше: "Добар ден, Зоран новинарот ми треба, овдека Милче Јосифовски од селото Оровник." Го слушнав гласот на Милчето од другата страна на телефонската линија. "Јас сум," му одговорив. "Како си ми, Зоране?" ме праша. "Добар сум," му реков. "Ке ме израдуваш или?" зачудено ме праша. "Кажи им на твоите соселани дека за манастирската слава, посветена на Света Петка Римјанка, меѓународот попозната како Света Петка Летна, ќе дојдам во Оровник, ќе дојдам ден пред празникот на самиот заслог на вечерото богослужение, а Бога ми присутен ќе бидам и на утринската литургија, чие празнување се сопаѓа со празникот посветен на Света Петка Римјанка, меѓународот попозната како Света Петка Летна, му порача. Ќе им кажам, те чекаме, одамна сите те чекаме, сите знаат. Голем мерак ми направи, Зоране, мощно голем мерак, ќе им кажам уште сега, со радост одговори Милче Јосифовски. Добро. Аха, да. Ќе направиме се ќе направиме. Како ќе кажеш, нема проблем, јас да. Ама заедно ќе бидем. Да, заедно ќе стигнеме јас таму. Така, да. Договорено. На пат за Оровник, ден пред празникот посветен на Света Петка Летна, тргнав во пладневните сати од Шкопската автобуска станица со автобусот кој според возниот ред секој ден поаѓаше во 12 часот и 30 на минути и поречеци неполни 2 часа и 30 на минути, поминувајќи по автопатската делница Скопје-Тетово, Тетово-Гостивар, Гостивар-Стража, Кичево Дебрца, на самиот влез во селото Оровник, го замоли возачот малку да застане да завлече. Шоферот кој го возеше реизот ме послуша, завлече, застана, слего. Реизот замина за струга. По краткиот престој на местото каде што ме остави реизот, тргнав пешки по асфалтираното кривулесто Оровничко џаде, кое ме донесе до сред селото, каде што ме пречека Милче Јосифовски и заедно со него, со неговото возило, стасавме во манастирскиот двор, каде што ме пречекаа неговите соселани, кои ги привршуваа празничните подготовки, поточно речено за празнувањето посветена на Света Петка Летна, чија многувековна традиција продолжува и денес, и професорот Драгослав Миновски, еден од непознатите не само во македонскиве, туку и балканскиве простори, во современава наша насочна денешница, антрополог, географ и историчар, а воедно и дел од менаџерскиот тим на продукцијата Маријова филм, кој беше дојден во селото Оровник по нова истражувачка, географска, антрополошка и историографска мисија, чиј поголем дел од ова досегашно заедничко географско, антрополошко и историографско истражување
за славната Брдската регија и за селото Оровник ќе ви пренесеме во оваа репортажа. Навистина се радувам што те гледам, Зоране. Полна ми е душева што останавме достојни на зборот, што си го дадовме и на зборот што им го дадовме на мои бе оровчани, ми велеше Милчо Јосифовски. Зоране, ете сите ние, сето село тебе, а посебно на нашиот пријател Драгослав Миновски, ви стоиме на располагање за се што ви треба за вечерново и утрешното празнување, ми велеше мојот домаќин Милчо Јосифовски. Почитувани мои, пред тие да не ги раскажат многуте црковно-духовни празнувања посветени на манастирскиот комплекс Света Петка Римјанка во селото Оровник, моите домајчини не замолија најсетне ние нив да им ги раскажеме нашите досегашни историографски сознанија за црковно-манастирскиот духовен живот во селото Оровник во изминативе векови. Нивниот предлог со задоволство го прифативме. Почитувани мои, пред да го проследите празнувањето, поточно речено од засловот, вечерната богослужена литургија, вечерната богослужена трпеза, утринската богослужена литургија, богослужениот ручек во чест на Света Петка летна, предлагам да ја проследите досегашната географско-антрополошка, историографска и црковно-манастирска мисија во Струшкава регија и за селото Оровник во изминативе децении во продолжение на оваа репортажа. Зародишот на црковно-манастирскиот духовен живот на селото Оровник му даваат посебност, единственост, репрезентативност и автентичност. Устните преданија, легендите, митовите, материјалните документи, пишаните документи за црковно-манастирскиот духовен живот на селото Оровник датираат речиси од кога настанало човештвото, поточно речено од праисторијата, од почетокот на историјата, од античко време, старомакедонско, римскиот период, византискиот, отоманскиот и денешното наше современие. Црковно-манастирскиот духовен живот во селото Оровник не може да се види со еден поглед, со еден опфат на окото во еден миг. Тоа се безброј пластови на дух и материја, напластени едни на други, со нераскинливи нишки кои го градат долгиот континуитет на духовниот живот. За да се дознае дел од вистината, потребно е да се побараат остатоците на творештвото од различните периоди кои се кријат во селскиот атар и спреплетени зад превезот на времето. Предметите при случаен наод над самото село има остатоци од едно корамна црква со ѕидови широки 90 см. Јужно од црквата се протегала некропола која датирала од средниот развиен век. На овој локалитет во 1953 година пронајден е прстен од месинг. Во локалитетот Корија, манастириште, кој се наоѓа на 1 километар источно од селото Подмолје, има остатоци од сакрална градба и оградено е со суви ѕидови, што наведува на тоа дека се работи за манастирски комплекс. Локалитетот Тројани се наоѓа во подножјето на Тројанска чука, оддалечено 2,5 километри источно од селото Оровник. Во 1958 година откриени се неколку гроба во кои се пронајдени една кама и грниња. На локалитетот Вишово има остатоци од камења, а во 1938 година биле пронајдени повеќе гробови. Црковно-манастирскиот духовен живот на селото Оровник илјадници години зрачи на целиот негов простор како дел од културниот простор на древна Македонија, како дел од македонската кралска династија на Аргеадите, како дел на Римската империја, како дел на Источното Римско царство, како дел на Византија, чиј владетел со Македонија и основач на Јустинијана Прима, чија наследничка е Охридската архиепископија, е императорот Јустинијан Прима, како дел на Свети Климентовата книжевна школа,
како дел на мноштвата црковни повелби и житија кои датираат од 969 до 1018 година за време на владеењето на синовите на македонскиот комитопола Никола, македонските комитополи Арон, Давид, Мојсе и Самоил, посебно за време на владеењето на македонскиот владетел царот Самоил и на македонските владетели Иван Владислав и Гаврил Радомир од 979 до 1018 година, како дел од владавината на византинскиот император Василий II од 1018 до 1025 година, во грамотите на византинските императори Михаил IX Палеолог и Андроник II Палеолог од 1299 година, како дел од македонската средновековна држава, предводена од македонските властелини царо Стефан Урош IV Душан Немањич, кој со Македонија владеел од 1336 до 1355 година, каде што се споменува во Душановата повелба од 1342 и 1345 година за манастирот Света Богородица Перивлепта во Охрид, кралот Димитрија Волкашин, кој со Македонија владеел од 1365 година па се до 1371 година, кралот Марко, кој со Македонија владеел од 1371 до 1395 година, како дел од Отоманската империја и како дел на Република Македонија. Во селото Оровник ги има следниве цркви. Црквата Свети Илија, која се наоѓа на сред село. Црквата е посветена на пророкот Свети Илија, изградена 1927 година. Подигната е на темелите на стара црква, која била изградена во турско време, а била во сводот 3 скали под површината на земјата. Изградена е за 700 златници на полони, а ја граделе мајстори од село Вевчани. Фреските и живописот се дело на зографот Доне Донески. Осветувањето на црквата е извршено во 1929 година. Црквата, за своите потреби и потребите на верниците, има современа трпезарија во кругот на црквата. Црквата е отворена за верниците секоја недела и за сите верски празници. Богослужба има за Илинден и поголемите верски празници, како што се Божик, Водици, Великден и други. Традиционално секоја година на празникот Водици, во водите на Охридското езеро, кај Оровничка плажа, се фрла крстот. Црковно-манастирскиот духовен живот на селото Оровник е забележан и во Отоманскиот пописен тапи Дефтер број 8 од 1436 година за време на владеењето на Отоманскиот султан Бајазид II, каде што селото припаѓало на румелискиот Беглер Беглус, во пописниот Дефтер од 1446 година, во пописниот Дефтер број 508 од 1447 година, во пописниот Дефтер од 1560 година, во пописниот Дефтер од 1562 година, како и во Отоманските пописни дефтери од 1565 година и 1570 година. Манастирот Света Недела, во местото викано Капеш, веднаш на селото Оровник, на патот кој води за Тројанско поле и соседното село Лакочереј, се наоѓа местноста Лековита вода. На ово место од памтивек постои изворче со лековита вода, која што е богата и со минерали. Ова место уште од порано меѓу населението било познато како Света Недела. Во 90-тите години од минатиот век, на иницијатива од оровничанецот Крсте Неловски, богослужба има за празникот Света Недела на 20 јули секоја година. Спроти празникот Света Недела, вечерта на заслогот има голем црковно народен собир, кој секоја година е посетен од многобројни верници од целата држава. На самиот празник на Света Недела 20 јули има богослужба, а манастирот за сите посетители исто така дава ручек. Светиот крст во местноста Умалиште, помеѓу двата селски пата кои водат, едниот кон аеродромот и другиот кон местноста Лескоец, на самата ширина во 2000 година, односно на 27 септември во 2000 година, на почетокот на новиот милениум и 2000 години од христијанството, подигнат е Свет крст.
По иницијатива на оровничаните браќата Богоја Душан и Иван Сидорови Јолаковски, заедно со својата фамилија, подпомогнати од жители на село Оровник и верници од околните места, подигнати околу 10 метри висок крст од метална конструкција. Крстот е осветлен така што тој ноќе може да се забележи од магистралниот пат Охрид-Кичево, од соседната Струга и од селата во Струшкиот регион. Светиот крст е посветен на воздвижение на Светиот крст. Осветувањето на Светиот крст е извршено на 27 септември 2001 година. Осветувањето го изврши митрополитот Дебарско-Кичевски господин Тимотеј со своите свештено служители. Богослужба има на празникот Крстовден на 27 септември. На овој празник секоја година оровничани и останатите посетители го посетуваат Светиот крст на црквено народен собир, каде што Светиот крст дава мала закуска за сите посетители. Свети Никола Чекоштина. Параклис поставен во местноста Чекоштина, во место викано Карпа, до локалитетот Кузлук. Постои иницијативен одбор за изградба на комплетен храм посветен на Свети Никола. Сега и секогаш и во вечни векови. Манастир Света Петка. Од памтивек, малото изворче кое се наоѓа во шумата на Света Петка го носи нејзиното име. Оровничани од секогаш оделе и таму и оставале подароци. Во почетокот на 80-тите години од минатиот век, по иницијатива на оровничанката Цара Ѓорѓиевска, подигнат е привремен објект на манастирот и извршено е каптирање на лековитата вода од малото изворче. Денес, благодарение на сестраната помош од жителите од село Оровник, помошта од верниците од околните села и градови, од нашите сонародници, од европските и прекоокеанските земји, од многуте спонзори, од фирми и општините Охрид, Струга и Дебраца, направено е многу. Изградени се манастирска црква и иконаци, асфалтиран е патот од селото Оровник до манастирот Света Петка во должина од 1,5 километар, донесена е вода за пиење од водоводниот систем Тројани, средена е околината околу црквата и иконаците и така натаму. Осветувањето на манастирската црква е извршено на празникот Света Петка на 8 август 1999 година, а осветувањето го изврши митрополитот на Дебарско-Кичевската епархија господинот Тимотеј со своите свештено служители. Во манастирот од неговото осветување постои и појас кој го носат жените кои не можат да имаат пород. До денес многу жени го добиле своето чедо благодарение на светиот појас од манастирот Света Петка од селото Оровник. Богослужба во манастирот Света Петка има на ден 8 август на празникот Света Петка. На овој ден има и голем црковно народен собир, а манастирот со сите посетители дава ручек. Почитувани мои, пред да проследите дел од видеозаписот од вечерното богослужение, вечерната богослужена трпеза, што ја организираа членовите на манастирскиот одбор во чест на Света Петка Римјанка, меѓународот попознат како Света Петка Летна, во сослужение на парохискиот свештеник, заедно со соборскиот народ, предлагам да ве запознам со моите историографски сознанија за светицата Света Петка Римјанка. Света Петка Римјанка во православието е признаена како христијански маченик која живеела во текот на вториот век. Таа е родена во Рим во времето на владењето на императорот Адријан од христијански родители, татко Агатон и мајка Политеја. Незините родители долго време немале деца и постојано му се молеле на Бога да им подари барем едно дете. Незиното име произлегува од тоа што таа се родила на денот Петок. Бидејќи по потекло била од христијанско семејство, таа го добила името Параскева, чие име го означува петтиот ден од седмицата, а тоа е денот Петок. Исто така, бидејќи таа е родена во Петок, денот кога евреите се подготвувале за празнување на саботата.
Името Параскева означува подготовка. Света Петка е позната и под името Света преподобна маченичка Параскева Римјанка. Родителите на Параскева биле мощни и мотли, што возможило таа да се здобие со добро образование. Уште од млади години таа била воспитувана во духот на христијанството, така што кога научила да чита, Библијата била незиното омилено четиво. Таа ја изучувала темелно и филозофијата. Родителите на Света Петка Римјанка починале кога таа имала 20 години. Исполнета со христијанските идеи и христијанскиот дух и како единствено дете и наследник на семејниот имот, таа продала се што поседувале незините родители, а заработените пари им ги поделила на сиромасите и се замонашила проповедувајќи го христијанството. Незаштитена и во многу опасни времења, кога христијаните биле прогонувани, зверски мачени и погубени во Римското царство, Параскева остатокот на својот живот го поминала подучувајќи ги луѓето на христијанската вера и успеела да преобрати многу луѓе во новата религија. Поради дарините што ги дарил Господ Бог за ширењето на христијанството, била наклеветена од еврејските свештеници кај императорот Антонин Пиј. Тој се воодушевил од незината необична мудрост и убавина и рекол да им принесе жртва на боговите, а ако не прифати, ќе биде подложена на мачење. Но Параскева му одговорила на царот: јас никогаш нема да се откажам од Христос, мојот Бог. Тогаш царот се разгневил и наредил на главата да изстават вжештена римска метална капа, но таа останала неповредена. Потоа царот наредил еден голем казан да се наполни со врело масло и смола и тој ја фрлил Параскева во казанот. И покрај тоа, таа стоела среде казанот неповредена. Зачуден од гледката, царот и рекол: Параскево, попрскај ме со маслото и смолата, за да видам дали на вистина жежат. Параскева зела во раката масло и смола и го попрскала в лице, а царот веднаш ослепел. Тогаш тој започнал гласно да ја моли и да бара помош со зборовите: смилувај се на мене, слугинко на вистинскиот Бог, па јас ќе поверувам во Господ кого ти го проповедаш. Параскева му се помолила на Бога и царот веднаш прогледал. Од тој момент царот поверувал во Христос и се преобратил во христијанин. Света Петка го напуштила Рим на 30 годишна возраст и проповедала во неколку градови. Во време кога еврејските свештеници ги обвинувале христијаните за разноразните несреќи што се случувале, Параскева била честопати прогонувана, затворена и мачена, но останала непоколеблива и верна на својата мисија. Проповедувајќи го христијанството, таа стигнала во еден град, управуван од управителот на градот Аскипи, пред кого изјавила дека Христос е Бог на небото и на земјата. Разгневен, Асклипи ја испратил во една пештера надвор од градот во која живеела некоја страшна змија, но од присуството на Параскева, змијата се вовлекла во пештерската темнина. Увидувајќи го тоа, Аскипи посакал и го примил христијанството. Подосна Света Петка пристигнала во друг град во кој владеел Тараси, пред кого исто така изјавила дека Христос е вистинскиот Бог. Поради тоа, кнезот ја фрлил во котел полн со врело масло, смола и олово, но Господ испратил ангел од небото кој го оладил котелот. Така Света Петка останала неповредена. Тараси ја ставил на други тешки маки, но таа не се откажала од верата во Христос, а Тараси наредил со меч да и се отсече главата. Тоа се случило во 140-та година. Незината душа како гулабица одлетала на небото, каде што по незиното упокоение биле забележани бројни чуда, а христијаните ги посведочиле незините божествени чуда. Незините свети мошти се наоѓаат во Цариград. Празникот Света Петка се празнува на 26 јули по стариот календар, односно на 8 август по нов стил.
Почитувани мои, прик вечерните сончеви зраци милувајќи ги водите на Охридското езеро, поточно речено Штрушката ривиера, пред се манастирскиот комплекс Света Петка Римјанка ја навестуваа празничната атмосфера на православната екумена посветена на Света Петка Римјанка, а ширум северниот дел на Штрушкото поле, како бисер гердан се зареди народ во правец на селото Оровник. Манастирскиот двор набрзо се наполни со народ. Почитувани мои, предлагам дел од вечерното богослужение со кои началствуваа свештеници од Штрушката парокија, кое се одржа во манастирскиот храм Света Петка Римјанка во чест на Света Петка летна, богослужената вечерна трпеза, која традиција се пренесува од колено на колено, од генерација на генерација, од памтивека па се до ден денешен, да проследите во продолжение на оваа репортажа. Лечението и таа усети во телото свое, дека е излечена од болеста. А Исус веднаш усети во себе како излезе сила од него и се заврте кон народот пак рече: кој се добре довлеклото море. Учениците негови му рекоа: гледаш дека народот те притиска и прашуваш кој се добре до мене. Но гледаше наоколу за да види она што го направи тоа. Жената пак се уплаши и трепереше и знаејќи што стане со неја се приближи, падна пред него и му ја кажа сета вистина. А он и рече: ќерко, верата твоја те спаси. Оди си дома и биди здрава од болеста своја. О мир да се помолиме на Господа, за мир од висините и за спасение на нашите души да се помолиме на Господа, за мир од целиот свет, за благосостојба на светите Божји цркви и за сведување на сите да се помолиме на Господа, за овој свет манастир и за оние што влегуваат во него со вера, набожност и страх Божји да се помолиме на Господа, за високо преосвещениот митрополит наш Тимотеј, за честното свештенство во Христе ѓаконството, за сиот клир и за сите луѓе да се помолиме на Господа, за благочестивиот и христоливи православен народ наш да се помолиме на Господа, за да му помага и да покори подносете негови секаков непријател и противник да се помолиме на Господа, за ова село и овој свет манастир, за секое село, град, земја и сите кои живеат во нив со вера, да се помолиме на Господа, за благотворен воздух, за изобилие на земни плодови и за мирни времења да се помолиме на Господа, за оние што пловат, патуваат, поредуваат, страдаат, за заробените и за нивно спасение да се помолиме на Господа, за да се избавиме од секаква тага, гнев и опасност да се помолиме на Господа. Боже, заштити не, спаси, помилуј и запази не со Твојата благодат. Спомнувајќи ја пресветата, пречиста, преблагословена, славна Владичица наша, Богородица и секогаш Дева Марија, со сите свети и самите себе, еден други си од наш живот, на Христа Бога да го предадеме. Зашто Тебе Ти прилега секаква слава, чест и поклонение на Отца и Сина и Светиот Дух, сега и секогаш и во вечни векови. О Господ ни се јави, благословен е оној кој дојде во името Господово. Божја си роди, честнейшо любовју и славнейшо безсмртнија цркви, без истренија Божа, славношою, слушноју Богу. На Владичица наша, Богородица и секогаш Дева Марија, со сите свети и сами себе еден други си од наш живот, на Христа.
Почитувани мои, утринските сончеви зраци, милувајќи ги водите на Охридското езеро, поточно речено Штрушката ривиера, пред се на манастирскиот комплекс Света Петка Римјанка, ја навестува празничната атмосфера на православната екумена посветена на Света Петка Римјанка, меѓународно попозната како Света Петка Летна, а ширум северниот дел Штрушкото поле, како бисер гердан се заради народ во правец на селото Оровник. Манастирскиот двор набрзо се наполни со народ. Почитувани мои, предлагам дел од утринското богослужение со кој начествува свештеници од Штрушката парохија, која се одржа во манастирскиот храм Света Петка Римјанка во чест на Света Петка Летна и црковниот богослужен ручек, која традиција се пренесува од колено на колено, од генерација на генерација, од памтивека па се до ден денешен, да проследите во продолжение на оваа репортажа. Да се помолиме на Господа, зашто си свет Боже наш, и Тебе слава Ти вознесуваме на Отца и Сина и Светиот Дух, сега и секогаш, и во вечни векови. Свети Боже, свети силни, свети безсмртни, помилуј не. Свети Боже, свети силни, свети безсмртни, помилуј не. Свети Боже, свети силни, свети безсмртни, помилуј не. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, и није и присно и во веки веков. Свети безсмртни, помилуј не. Свети Боже, свети силни, свети безсмртни, помилуј не. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Умир да се помолиме на Господа, за небесен мир и за спасение на нашите души да се помолиме на Господа, за мир во целиот свет, за благосостојба на светите Божји цркви, за соединување на сите да се помолиме на Господа, за да дојде нова вода, очистителното дејство од предвечна Троица да се помолиме на Господа. Ај се испрати благодат за избавување и благословување Орданово да се помолиме на Господа, за да се просветлиме со светлината на разумот и благочестието, преку стегувањето на Светиот Дух да се помолиме на Господа, за да биде оваа вода лековите за душите и телата и за изгонување на секаква непријателска сила, да се помолиме на Господа. Господ Бог наш да не покаже синови и наставници на своето царство, преку приемните пречистувањето и порасувањето до оваа вода да се помолиме на Господа, за да се избавиме од секаква скрб, неф и опасност, да се помолиме на Господа. Боже, заштити не, спаси, помилуј и запази не со Твојата благодат. Спомнувајќи ја пресветата, пречиста, благословена, славна владичица наша, Богородица и секогаш Дева Марија, со сите свети и самите себе, еден други си од наш живот на Христа Бога да го предадеме. Зашто Тебе Ти прилега секаква слава, чест и поклонение, на Отца и Сина и Светиот Дух, сега и секогаш, и во вечни векови. Да се помолиме на Господа. Господи, кој се си направил со свој збор и си наредил на земјата да раѓа многу различни плодови за наслада и храна наша, кои трите момчиња и Данила кога биле во Вавилон, хранејќи ги со семења си ги покажал просветлјовани во сласт хранети. Сам Ти се благ царо, благослови ги овие семеја со различните плодови, верните кои од нив ќе освети ги, зашто во Твоја слава и во чест и спомен на Света Параскева Петка, како и за спомен на оние што починале во благочестива вера, ова се принесо Твоите раби. Затоа добар Боже на оние што ова го украсиле и извршуваат спомен, подарим се што просат за спасение и за наслада на Твоите вечни блага. Помолите на пречистата владичица наша Богородица и секогаш Дева Марија на Света Параскева Петка, че спомене спразнуваме, да се помолиме на Господа. Господи, сега сте Боже наш, благослови во лебот и виното со Твојот свет Дух, зашто си свет сега и секогаш и во вечни векови. И Светиот Дух. Амин.
Владичица наша Богородица, и всекога Дева Мария. Księżyce bожествена, чествоваше, и венчашися, молитеся по Господу, помилуватися душам нашим. Слава Тебе, Христе Боже, апостолом похвалом, мучеников радование, и же проповедь Троица единосущная, и соеликой Дева и милочевье, и роды Сына Эммануила, Бога же и человека, Господи, я Ему, Него же величающий Его, облажаем. Христос преди нас, Христос преди нас, Христос преди нас. Честито Богство. Се јавиат некои за кум? Да ви поможе. Тоа дома се. Да. Честито Богството, Господ здрави војник, сега со ретовачива е моја. Сега не, сега знам. Христос преди нас, Христос преди нас, Христос преди нас. Христос преди нас. Биде. Девојче бело цар, А сега во име од црковниот одбор, еден мал апел, првин да седнат јаванџите, дојдени што се од настрана, а после да седнат нашите. Има да знајте за сите и ќе остане. Да ни е напомнил се на петка година да сме поздрави, побројни и посилни. Амин. Девојче бело цар, Историјата на македонската сага е долга колку и името Македонија. Можеби македонците формално не биле образовани низ вековите наназад, процентуално, меѓутоа во нив постојано постоел македонскиот код, кој што се пренесувал од колено на колено и практично преку него сме се осознавале за нашиот собствен идентитет. Устните творештва, устните преданија и сите народни умотворби се големо богатство за македонскиот народ. Сите овие народни, да речеме, устни преданија, сите овие творештва и така натаму представувале исклучителни елементи кои што сериозно се спротивставувале на изучувањето кое е било прокламирано врз пропагандата образование.
Македонците наназад со векови низ својата историја биле етнички угнетувани. Меѓутоа, традицијата е таа која што не одржувала во живот и преку која ние сме се осознавале. Традицијата нудела елементи кои што буделе, практично ја буделе нашата македонска национална свест и нашата македонска национална мисла. Нашата традиција, нашите обичаи, нашите навики имаат длабока историја, тие се одамна родени. Сите овие нови адети, обичаи, навики и традиции кои што се воспоставени подоцна, никогаш не можат да ги заменат нашите стари навики, нашата стара традиција, значи старите слави, прослави и така натаму. Новите традиции, навики и обичаи не можат така да ни го загреат срцето и да ни го исполнат со радост, онака како што можат старите македонски традиции. Сепак да не бидеме погрешно разбрани, светот обстојува врз основа на оспособување и имплементирање на новитети. Ние мораме да ги почитуваме тие новитети. Меѓутоа, реков, не смееме никогаш да дозволиме да се заборават нашите стари и проверени и докажани традиции, адети, обичаи и така натаму. Бидејќи тие обичаи, таа традиција се огледало на нашето славно историско минато. Таа традиција и тие обичаи се мост меѓу младите генерации и нивните предци. Тие традиции, културата, обичаите, творештвото, јазикот, фолклорните обичаи се најверодостојни нешта кои што се пренесувале од генерации на генерации низ вековите наназад. Почитувани мои, не ми се напушташе селото Оровник, но морам да се заминам затоа што ме чекаа и другите села во Струскава регија и во славна Дебарца со едно ветување дека повторно ќе дојдам во селото на духовниот празник Богојавление 2024 Господово лето, за да Господ на сите нам живот и здравје да ни дава. Razvode, ja si